Скопје се уште закрепнува од невремето кое во саботата направи големи штети, но Управата за хидрометеоролошки работи од среда најавува нов бран на нестабилно време со појава на поројни дождеви и електрични празнења. Се предупредуваат граѓаните на поголема предпазливост од обилните дождови кои следуваат. Од среда ќе бидеме под влијание на нестабилна воздушна маса, така да на повеќе места ќе има пороен дожд, наместа ќе биде интензивен, со појава на град со силен ветер и со услови, на повеќе места да има нестабилна облачност, со пороен дожд и со грмежи, така да во наредните денови ќе преовладува нестабилно време. Екипите на кризниот штаб за заштита и спасување во изминатите 2 дена ги расчистуваше градските улици, зеленилото и булеварите од искршените дрва, но невремето сериозни штети им направи на автомобилите. Имаше откорнати кровови како и неколку помали пожари. Екипите работат на расчистување на теренот, но на социјалните мрежи граѓани објавуваат фотографии дека во општина Аеродром на одредени места паднатите искршени дрва се уште не се тргнати од зелените површини. Од општина Аеродром за оваа состојба вела дека расчистувањето се одвива етапно. Најпрвин се реагирало на булеварите, училиштата и градинките, а понатаму се делува на останатите површини. На терен се општинските служби, како и јавното предпријатие Паркови зеленило со својата механизација. Според информациите од кризниот штаб за заштита и спасување, граѓаните кои претрпиле штета од невремето нема да бидат обештетени, затоа што според УХМР ветерот дувал со брзина над 80 км на час, а тоа се води како природна непогода. Доколку брзината на ветерот е под 72 км на час, штетата ја надоместуваат јавните предпријатија. Но обештетени може да бидат оние граѓани кои ги имаат осигурано своите автомобили или објекти во некоја од осигурителните компании. Но како што информираат од Eurolink осигурување, се забележува трендот за зголемување на свеста и потребата од осигурување. Се зголемува и трендот за дополнителните осигурувања на недвижен имот како што се автомобилите. Во однос на осигурувањето на становите и куќите, од Eurolink додаваат дека генерално мал процент на луѓе ги осигуруваат своите имоти, иако цените се можне поволни и прифатливи. За таа цел Eurolink осигурување постојано работи на едукација на граѓаните и има атрактивни понуди за осигурување на домот. Така, на пример, како што велат од Eurolink, за целосно осигурување на домот од сите ризици се цените почнуваат од 999 денари за првата година и 2400 денари годишно во втората и третата година за склучени договори за лојалност за осигурување. Ако се земе предвид дека цената што месечно треба да ја платат граѓаните е помалку од 100 денари, односно 200 денари, нема финансиска пречка да се осигуруваат домовите. Според податоците на Eurolink, граѓаните кои одбираат да го осигураат својот дом, го одбираат токму ова решение на Eurolink, па во првото тримесечје имаат раст од 15% кај оваа класа на осигурување, но се уште треба да се работи на зголемување на свеста кај граѓаните од потребите за осигурување на домот.